Ако се погледнат плановите на двете средни училишта во општина Кочани за наредната учебна година, ќе се види дека тие се на нивото од претходните години. Дали тоа значи дека раководните луѓе во Лјупчо Сантов и во Гошо Викентиев очекуваат приближно ист прилив на завршени основци, тешко е да се каже, бидејќи за тоа се потребни пошироки анализи. Но вкупните состојби во образованието одат на линија на задржување на континуитетот во паралелките, бројот на наставниот кадар како и на учениците. Таквата нивна политика најде на позитивен одговор од страна на советниците во Советот на општина Кочани на последната седница кои ги изгласаа плановите. Во средното општинско училиште Гошо Викентиев на конкурсот за нови средношколци ќе се понудат 12 паралелки, иако очекувањата се дека реално ќе се запишаат ученици за 10 паралелки. При тоа се очекува прилив на завршени основци од општините кои гравитираат кон Кочани и тоа вкупно околу 120 ученици, главно од Македонска Каменица, Берово, Делчево, Виница и другите помали општини. Во машинската струка се планирани вкупно 5 паралелки, од кои 3 со 4 годишно, а 2 со 3 годишно образование. Во електротехничката струка се планирани 6 паралелки, од кои 4 со 4 годишно и 2 со 3 годишно образование, и во сообраќајната струка техничар за транспорт и шпедиција е планирана една паралелка. Во средното општинско училиште Лјупчо Сантов планираат од 1 септември во училишните клупи да седат приближно ист број на ученици како и лани. Тоа значи дека во прва година ќе се формираат по 4 паралелки во гимназиската и во економската струка. Ова училиште нуди места за 136 гимназијалци и уште 136 економисти или вкупно 227 ученика.